Добро дојдовте на оваа пресконференција. Елем продолжува со своето недомаќинско работење што предизвикува огромни штети. Цели 3 месеци наназад, заради максимално полните акумулации во хидроцентралата Глобочица кај Струга и хидроцентралата Шпилје кај Дебар, водата континуирано се прелива надвор од акумулациите и неповратно се губи, и наместо да се користи за производство на електрична енергија, државата трпи загуби. Водата од хидроцентралата Врбен се испушта во реката Радика наместо да се користи за производство на струја во хидроцентралите Вруток и хидроцентралата Равен. Секојдневно се губат околу 20 метри кубни во секунда вода од акумулацијата кај Глобочица и околу 80 метри кубни во секунда од акумулацијата кај Шпилје. Ваков континуиран 3-месечен прелив на водата и загуба на водата од акумулациите во Македонија досега не е забележан. Изразено во пари, заради испуштената вода и непроизведената струја, секој ден државата губи околу 120.000 евра. Во изминатите неколку месеци, заради загубите на вода, не се произведени околу 200 гигават часи електрична енергија, со што е направена вкупна загуба од околу 15 милиони евра. Заради високото ниво на вода во акумулациите, ваквата состојба ќе трае се уште, со што и загубите ќе бидат уште и поголеми. Причина за овие огромни финансиски штети за државата повторно е лошото планирање на користењето на водите од акумулациите во Македонија од страна на АДЛМ. Тоа е истата причина заради која пред 3 месеци беше направена катастрофата со Охридското крајбрежје. Но штетите не запираат тука. Уште минатата година во летото требаше да се пушти во работа хидроцентралата Света Петка. Но на тој објект се уште ниту браната не е изградена. Објектот ќе касни со почеток на својата работа уште најмалку 4 години. Штетите од непроизведената струја во хидроцентралата Света Петка се околу 5 милиони евра годишно, или вкупно за 4 години најмалку 20 милиони евра. Никој досега за овие значајни каснења во почетокот во завршувањето на изградбата на хидроцентралата Света Петка не е повикан на одговорност. Изведувачот, носител на работите во изградбата на хидроцентралата Света Петка, се толерира, не му се наплаќаат пенали во согласно со договорот, со што се прави класичен криминал. Доцнењето на изградбата и штетите од таквото доцнење треба да ги објаснат директорот на АДЛМ господинот Чинковски и вице-премиерот господинот Ставревски, кој што од 2006 до 2009 година беше одговорен за секторот енергетика. Се поставува прашањето колкава штета треба да направат господинот Чинковски и господинот Ставревски за да премиерот Груевски ги повика на одговорност.